Сите граѓани кои земаат редовно само плата, пензија или остваруваат приход од земјоделска дејност, односно земјоделието им е примарна дејност или вршат самостојна дејност, не треба да поднесат годишна даночна пријава. Сите други граѓани, физички лица кои покрај редовното земање на плата и пензија, доколку оствариле приходи по други основи, законска обврска е да поднесат во управата за јавни приходи годишна даночна пријава. Тие други основи се, например, покрај плата или пензија, доколку оствариле приход по основ на имот и имотни права, односно земаат приход од закупнина, издавање на стамбен деловен простор под кирија, имаат обврска да поднесат годишна даночна пријава. Или доколку имаат склучено договор со авторска агенција или оствариле приход од авторски права и право од индустријска сопственост, односно користат некој патентиран производ или трговска марка, имаат обврска во управата за јавни приходи да поднесат годишна даночна пријава. Доколку оствариле приход по основ на дивиденда или учествуваат во капитал и добивка на физички и правни лица, исто така имаат обврска да ја поднесат годишната даночна пријава. Доколку оствариле приход по основ на дивиденди или тргуваат на берза со продажба на харти од вредност и други обврзници, оствариле приходи, законска обврска е да ја поднесат годишната даночна пријава. Исто така, доколку се членови на органи на управување, имаат примања како членови на органи на управување во трговски друштва или имаат примања по основ како советници, функционери, пратеници, вешти лица, исто така имаат поротници, суди, имаат обврска да поднесат годишна даночна пријава. Доколку работат на одредено време или имат извршена некоја услуга привремено или повремено вршат услуга на одредено работно време, исто така треба да поднесат годишна даночна пријава. Доколку добиле некоја добивка од игри на среќа, од Лотарија на Македонија, бинго или некоја друга наградна игра, оваа добивка треба да ја прикажат во годишната даночна пријава и обврска им е да ја поднесат годишната даночна пријава. Да спомнам кога сме кај игрите на среќа, да кажам дека доколку секоја поединечна добивка од игри на среќа е во вредност до 10.000 денари, таа е ослободена од персонален данок на доход. Сите други над 10.000 денари игри на среќа добивки, тие треба да се искажат во годишната даночна пријава и странките треба, значи граѓаните треба да ја поднесат годишната даночна пријава во управата за јавни приходи.